посебна чест и почитување да го најавам вечерашниот гостин и шеф на изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господин Игор Иванов. Кичевчани за Кичево, како што самите велите. Сите вие во оваа сала, но и сите кои што не се во оваа сала, сте најмногу горди на себе. Бидејќи ова што во изминатите денови вечерва се случува и ќе заврши со победа на 24 март, не е резултат на нас политичарите во централите на двете или останатите партии од коалициите. Тоа е резултат на вас. Ние го слушнавме, го признавме и она кое што го побаравте, го направивме. А тоа е дека кога треба и кога мора да имаме грижа за интересите на локално ниво за Кичево, разлики помеѓу нашите партии нема да има. И од тие причини сакаме да покажеме дека на вистина партиите или раководствата го слушаат гласот на граѓаните. И да она кое што вие го побарате и на вистина и го реализираме. Во изминативе денови, а верувам и во следните, ќе слушаме разни политички изјави. Дека ова било македонска коалиција, моноетничка коалиција и веднаш и вечерва сакам да кажам дека тоа не е точно. Оваа коалиција е резултат на потребите на граѓаните на Кичево и Кичевско и е резултат на обидот да токму од другата страна во Кичево се направи за прв пат една и единствена етничка коалиција. Ние не сакавме да дозволиме големиот број на гласови и на СДСМ и коалицијата наша, и на ВМРО ДПМН и нивната коалиција да бидат залудни, да пропаднат, да бидат фрлени во бунар. Не сакавме да дозволиме граѓаните во Кичево да ја предадат општината без борба, без битка. И од тие причини рековме во Кичево ќе бидеме заедно. Нашите разлики во верувам помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН ќе останат. Жестоко ќе се бориме едни против други за подобра Македонија. Но кога Кичево ќе биде во прашање, нема да се бориме и надпреваруваме, ќе бидеме заедно и ќе побараме од вас сите заедно на купче со програмата, со проектите и со кадровската понуда да ја добиеме довербата од сите кичевчани. И сами на себе да си кажеме, оваа коалиција не е против никого, оваа коалиција е за Кичево и за секого. И да ја побараме поддршката и од македонците, и од турците, и од ромите, и од муслиманите, и од албанците. Бидејќи јас сум уверен дека и албанците сакаат како и нас да живеат во модерна, динамична и вистинска општина. Не е во денешно време патриотизам да се сликаш со пушка во рака. Не е патриотизам на некого да му наштетиш. Во денешно време патриотизам е на младиот човек да му дадеш работа, на пензионерот достоинствена пензија, на внуците иднина и надеж и на луѓето безбеден и сигурен живот. Оваа наша коалиција тоа го сака и тоа го нуди. Тоа е вистинскиот патриотизам. И за таков патриотизам ние ќе се бориме. Оваа коалиција, бидејќи не е против никого, а е за сите и секого, е вистинскиот одговор, вистинската брана и вистинската гаранција дека Кичево ќе биде и понатаму мултиетничко, дека во Кичево ќе владее со животот и толеранцијата, но дека Кичево ќе биде напредна општина во унитарна, суверена, самостојна Република Македонија. И таа порака е најдобро да ја пратиме и од Кичево, и од
од Струга, од каде што пред малку доаѓам и каде што на истиот оваков начин се договараме заеднички да работиме за интересите на граѓаните. Драги пријатели кичевчани и кичевчанки за Кичево, ќе ги држиме не само вие двајца луѓе за збор, дека се што ќе ветат до крајот на кампањата, ќе мора да го направат. За тоа гаранција ќе бидете вие. Бидејќи она што сега ќе го добијат како доверба и одговорност, ќе мора за 4 години да го направат. За 4 години пак ќе треба да се видиме на идентичен начин и здравие Боже да констатираме. Кичево е подобра општина, заеднички сме изградиле, со животот не функционира, продолжуваме понатаму. Конечно, ве повикувам да го искористиме преостанатото кратко време во кампањата. Да отидеме од куќа во куќа, од сокаче во сокаче, од село во село, од мало во мало. Да ги собереме гласовите на сите, од првиот до последниот. Да не дозволиме некој кој што живее во странство да одлучува за животот тука, на вас кои што останувате. Кичево ќе биде успешно и развиено само ако луѓето останат и се раѓаат деца и идни внучиња. Тоа им го должиме на сите во Кичево и Кичевско и ако, како никогаш досега, на овие избори, кога некој политичар ќе рече гласате за себе, тоа ќе биде нови избори. Вие нови избори буквално гласате само за себе. И ве повикувам во тој дух на толеранција, на заедништво, на соживот, на надпартиски пристап, да во следните денови со многу работа споменуваме и проекти, но клучни 3 збора. Победа, Кичево, Македонија. Победа за Кичево, победа за Македонија,